Името го сменивме, за историјата преговараме. Ке ја смениме ли и химната на Македонија? Лидерот на интегративците Ахмети откри дека со лидерот на СРСМ и коалиционен партнер Зоран Заев на маса веќе ги ставиле знамето и грбот на Македонија, а нова химна е само прашање на време. Се разговарало и за химната, и за грбот, и за знамето. Овие се прашања за кои е потребен консензус, но повеќе ќе зависи од договор помеѓу македонците. Што се однесува на химната, се разговарало и нема кој знае какво противење и тоа е повеќе прашање на време и мислам дека може да се разговара без резерви. Прашавме во владата дали е навистина можно да се смени химната. Оти многу пати, токму оваа влада на чело со Заев рече дека химната нема да се чепка, но одговор до овие вести не добивме. Во 2018 година премиерот кога агитираше за промена на името како дел од преспанскиот договор, рече знамето, химната и грбот нема да се сменат. Објавуваше и видеа со тоа ветување. Ке стоиме гордо под нашето знаме. Ке ја пееме гордо нашата химна. Со договорот, македонските символи се заштитени. За секогаш. Прашањето за химната особено се актуализираше во последните години, кога Македонија преговараше со Грција. При првата официјална посета на тогашниот грчки премиер Ципрас на Скопје, македонската химна не беше интонирана. Од владата тогаш се правда во интерес на времето не се пуштиле химните. И тогаш убедуваа дека химната останува иста и нема никаква шанса да биде промената. И тогаш, но и сега, се погласни за шпекулациите дека химната ќе биде само инструментална, а текстот нема да постои. Практично имињата на Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански веќе нема да постојат во македонската свечена песна како символ на државно единство.